rozmáča, se podsmieva, go hulea Isusa. Ty što urivaš, ipak sonci duvaš hramot, ako si sin od Boží, slezi od krsta sám i spasi se. O Bože môj, zašto me ostaví? O tatko môj, zašto me ostaví? Второ послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните. И во таа увереност се готвев да дојдам при вас порано, да повторно да примите благодат и преку вас да заминам за Македонија, а од Македонија пак да дојдам при вас, да вие да ме придружите до Јудеја. Духот мој немаше спокој, бидејќи таму не го најдов мојот брат Тит, и откако се простив со нив, заминав за Македонија. Но да му благодариме на Бога кој секогаш ни дава победа во Исуса Христа и преку нас го шири мирисот на секаде по кој го познаваме самиот Него. Зашто ние сме Христов мирис пред Бога за оние кои се спасуваат и за оние кои гинат. На едните сме смртоносен мирис за смрт, на другите животворен мирис за живот. И за ова кој е способен. Оти ние не го изопачуваме Словото Божјо како мнозина, а го проповедаме искрено, како од Бога, пред Бога, во Христа. Вие сте нашето писмо, напишано во нашите срца, кое го познаваат и читаат сите луѓе. Вие се јавувате како Христово писмо, составено преку нашата служба, напишано не со мастило, а со духот на живиот Бог, не на камени плочки, туку на телесни плочки на срцето. Таква сигурност во Бога имаме преку Христа. Но не дека сме способни да помислиме нешто како од себе. Напротив, нашата способност доаѓа од Бога. Он ни дал способност да бидеме слуги на новиот завет, не на буквата, туку на духот, зашто буквата убива, а духот оживотворува. А Господ е дух, и каде што е духот Господов, таму има слобода. Ние пак, сите со откриено лице, гледајќи ја славата Господова, се преобразуваме од ист образ, од слава во слава, како што доаѓа од духот Господов. Затоа, имајќи го помислата Божја ова служење, ние со духот не паѓаме, зашто ние живите постојано се изложуваме на смрт заради Исуса, та и животот Исусов да се открие во нашето смртно тело, така што смртта да действува во нас, а животот во вас. Имајќи го пак тој ист дух на верата, како што е напишано, поверува и затоа зборува. И ние веруваме и затоа зборуваме, знаејќи дека кој го воскресна Господа Исуса, и нас ке не воскресне преку Исуса и ке не постави со вас. Зашто се е заради вас, та благодатта откако се преумножи, преку мнозина да произведе уште поголема благодарност за славата Божија. Знаеме дека кога земното живеалиште на нашето тело, кое е како шатор, се разруши, тогаш имаме од Бога дом, куќа неракотворна, вечно живеалиште на небесата. Затоа и воздишуваме, копнејќи да се облечеме во своето небесно живеалиште. Но не се плашиме и сакаме што поскоро да го напуштиме телото и да си прибереме при Господа. И така,
Кој е во Христа, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. А се е од Бога, кој не измири со себе преку Исуса Христа и ни го даде служењето на тоа измирување. Оти Бог го измири светот со себе преку Христа, не земајќи ги предвид гревовите на луѓето, и го вложи во нас словото на измирувањето. Па така, ние сме пратеници место Христа, како Бог да зборува преку нас. Ве молиме во името на Христа, помирете се со Бога. Зашто оној кој не знаеше грев, он место нас го направи грев, да преку него да станеме правда Божја. Зашто е речено, во благопријатно време те чув и во денот на спасението ти помогнав. Еве сега е времето благопријатно. Еве сега е денот на спасението. Никому никаков повод не даваме за да се напаѓа нашата служба. Туку во се препорачуваме за служители Божји со големо трпение, во неволи, во нужди, во тескови, при рани, во темници, во скитања, во напори, во бденија, во пости, со чистота, со знаење, со долготрпеливост, со добрина, со Духот Свети, со нелицемерната љубов, со проповед на вистината, со сила Божја, со оружјето на правдата во десната и во левата рака, при честност и безчестност, при укори и пофалби, не сметаат за измамници, а ние сме вистинити, за непознати, а добро сме познати, не држат како да сме на умирање, а еве живи сме, не казнуваат, но не можат да не умртват, не нажалуваат, а ние сме секогаш весели, не сметаат за бедни, а мнозина обогатуваме, како ништо да немаме, а се имаме. Устата наша е отворена за вас, Коринтијани, и срцето наше се расширува. Вам не ви е тесно во нас, но тесно ви е во срцата ваши. За еднаква отплата ви зборувам како на чеда, бидете и вие широки. Не впрегнувајте се заедно со неверниците, зашто какво општење постои меѓу правдата и беззаконието? Што општо има меѓу светлината и темнината? Какво согласие може да има меѓу Христа и Велијар? Или што општо има меѓу верник и неверник? Каква сличност има храмот Божји со идолите? Вие сте храм на живиот Бог, како што рекол Бог. Ке се вселам во нив и ќе одам меѓу нив, ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мојот народ. Затоа излезете од нивната средина и одделете се, вели Господ, и не допирајте се до нечисто. И јас ќе ве примам, и јас ќе ви бидам Отец, а вие ќе ми бидете синови и керки, вели Господ, Вседржителот. И така, возлюбени, имајќи вакви ветувања, да се очистиме од секаква скверност на телото и на духот, па да твориме дела свети и со страв Божји. Приметене во срцата ваши, никому не направивме лошо, никого не упропастивме, ниту пак некого искористивме. Ова не го зборувам за осудување, оти пред малку реков дека сте во срцата наши, за да умреме и да живееме заедно. Оти кога дојдовме во Македонија, никаков мир немаше телото наше. Во себевме во маки, однадвор напади, одвнатре страв. Браќа, ве известуваме за благодатта Божја дадена на црквите македонски. Зашто ја знам вашата ревност со која се фалам со вас пред македонците, дека Ахаја приготвила помош уште од лани
и вашата ревност поттикна многумина. Па ако дојдат со мене македонци и ве најдат неприготвени, да не би да останеме посрамени ние, за да не велите вие откако се пофаливме со таква увереност. Ова пак ви го велам, кој скржаво сее, скржаво ке жнее, кој богато сее, богато ке жнее. Секој да дава од срце, а не со жал или принуда, оти Бог го љуби оној што од срце дава, а Бог е силен да умножи во ова секаква благодат, тај мајки секогаш доволно се, да бидете од се срце дарежливи во секое добро дело. Како што е напишано, растури, им даде на сиромашните и правдата негова останува вечна. А оној кој му дава на сејачот семе, ќе му даде и леп за храна. Он ќе го умножи семето ваше и ќе ви даде да израсте житото на вашата правда. Па во се да се збогатите со секаква дарежливост, која преку нас предизвикува благодарност кон Бога. Да му благодариме на Бога за неговиот неискажан дар. Јас, самиот Павле, смирен кога сум лично меѓу вас и слободен кога сум далеку од вас, ве убедувам со Христовата кроткост и благост. Ве молам кога ќе бидам при вас, да бидете такви што да нема потреба да бидам така смел, како што мислам да бидам спрема некои кои за нас мислат, оти постапуваме по телото. Зашто иако во тело одиме, телесно не се бориме. Оружјето на нашето војување не е телесно, но со помошта Божја е силно да разрушува тврдини, со него ние уништуваме мудрувања и секое превознесување што се крева против познавањето на Бога, а поробуваме секој разум за да му биде покорен на Христа. И спремни сме да казниме секаква непослушност кога ќе се изврши вашата послушност. На надворешноста ли гледате? Кој е уверен во себе дека е Христов? Оти како што е тој Христов, така сме и ние Христови. Зашто не смееме да се вбројуваме или да се споредуваме со некој од оние што сами се препорачуваат. Тие не разбираат дека се споредуваат сами со себе и се мерат само со себе. Кој се фали, со Господ да се фали. Зашто не оној што се фали сам е достоен, туку оној кого што Господ го фали. Оти немаштијата моја ја употполнија браќата што дојде од Македонија, па во се друго се пазев и ќе се пазам, да не ви бидам на товар. Кој ослаби и јас да не ослабам? Кој се соблазни и јас да не се распалам? Ако треба да се фалам, со слабоста своја ќе се пофалам. Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој е благословен во веки векови, знае дека не лажам. Да се фалам немам полза, но ќе минам кон виденија и откровенија Господови. Знам еден човек во Христа кој пред 40 години со тело ли, не знам, без тело ли, не знам, Бог знае, беше грабнат и однесен до третото небо. И знам дека тој човек со тело ли, не знам, без тело ли, не знам, Бог знае, беше грабнат и однесен во рајот и дека чул неискажливи зборови кои што човек не може да ги искаже. Со таков човек ќе се пофалам, но со себе си нема да се пофалам, освен со моите слабости. Ако пак посакам да се фалам, нема да бидам безумен зашто ќе кажам вистина. Но јас се воздржувам да не би некој да помисли за мене повеќе отколку што во мене гледа или од мене слуша. И за да не се превознесувам со премногу откровенија, во телото ми се даде трн, ангел сатанин, да ме боцка по лицето, да не се превознесувам. Затоа 3 пати го молев Господа да го отстрани од мене. Но он ми рече: доста ти е мојата благодат, бидејќи мојата сила наполно се покажува во слабоста. Затоа со многу поголема радост ќе се фалам со своите немоки. Оти кога сум слаб,
тогаш сум силен, за да се всели во мене силата Христова. Затоа добро ми е во слабостите, во навредување, во мака, во прогонување, во тага за Христа. Оти кога сум слаб, тогаш сум силен. Му се молиме на Бога да не правите никакво зло. Не да се покажеме ние како достојни, туку вие да вршите добро, а ние како недостојни да останеме. Оти ние сме силни не против вистината, туку за вистината. Се радуваме кога ние слабееме, а вие растете. И за тоа му се молиме на Бога за вашето усовршување. И така, браќа, радувајте се, усовршувајте се, утешувајте се, бидете едномислени, живејте во мир и Бог на љубовта и мирот ќе биде со вас. Поздравете се еден со друг преку свет целив. Ве поздравуваат сите светии. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бога и Отецот и заедништвото на Светиот Дух нека бидат со сите вас. Амин. Амин. До Божјо Царство Небесно. Боже мой, зашто ме остави? Не знам што правам, прости. Земјата распуста